Она што го кажа и претходно колешката Рангелова, ќе го повторам и јас. Упатените зборови кон председавачот Велјановски се класична закана. Ако не го толкувате деловникот како што му одговара на СДСМ, ќе добиете пријава од СЈО. Ако Илија Димовски збори нешто против господинот Заев, ќе се отвори предистражна постапка од СЈО против Илија Димовски. Ако Ѓорѓе Иванов не го даде мандатот на господинот Заев, СЈО ќе покрене предистражна постапка против Ѓорѓе Иванов. Ако Рангелова збори против Радмила Шеќеринска, СЈО ќе добие задача да испрати писмо и предистражна постапка против Рангелова. Ако Зоран Илиовски, ако Емил Димитриев, ако Владко Ѓорчев, ако Никола Поповски, ако Никола Тодоров, ако Антонио Милошовски, било кој е против тоа еден аболициран криминалец после избори да се согласи на уцени и на платформа и да ги измами граѓаните и сакаат тоа да го невозможат во име на легитимитетот кој што го добиле од граѓаните, СЈО против сите ќе покрене истрага. Така функционира демократијата на оние кои што денес ве убедуваат дека треба да го прекршите деловникот. Но вие имате обврска да го почитувате, да овозможите претресот да продолжи и овде нема поважни и помалку важни пратеници, секој е еднакво важен, има легитимитет од граѓаните и треба и мора да го искористи правото на збор што го добил како доверба од своите гласачи. Благодарам.